Going Home на Play Radio. Слушаме одлична тема на 10 минути после 12 часот. Го започнуваме третиот час од емисијата. На тема спорт продолжуваме со представување на екипите учеснички на меѓународниот ракометен турнир Струга 2021. Време е за Металург. Екипа која што е поранешен учесник на Лигата на шампионите, македонски представник кој што оставил свој автентичен белег на европските купови. Наш гостин денеска е капитенот, искусниот чувар на мрежата на Металург Даниел Допјачанец. Ви благодарам најпрво што пред непосреден почеток на турнирот најдовте време да бидете дел од нашата емисија. Ева можност да ги поздравите слушателите и љубителите на ракометот во Струга. Добар ден, пред се ви благодарам на поканата. Чест и задоволство ми да бидам гостин во вашата емисија. Да им посакам убав ден и убав турнир на Стружани, на сите ваши слушатели и да се надаваме на успешен турнир. Так, во јуни годинава вие ставивте подпис за уште 2 години соработка со ракометниот клуб Металург и не само што верно решивте и понатаму да ја чувате мрежата на клубот, туку ја имате и онаа капитенска улога што е многу важен психолошки момент на предводник на една екипа, не само за вас, туку и за другите играчи во вашиот тим. Што ве мотивираше да продолжите и понатаму со Металург? А пред се, чест и гордост да се биде капитен на екипа како Металург, на брендот Металург. А што ме мотивираше? Па најверојатно огромната љубов према Металург која што ја имам уште долго пред моето доаѓање во Металург. Тоа беше прва работа, а втора работа проектот кој што председателката наша Зорица Блажевска го отпочна за враќање на Металург на старите патеки. Ми беше силна мотивација да помогнам на тој пат, која што таа храбро го оди. И јас чувствував и желба и обврска да одам рамо до рамо со неа и со сите кои што го помагаат нашиот клуб. И можам да кажам дека во ниеден момент не се колебав дали да продолжам да го правам тоа. Так, вие важите за голман кој што во изминатава сезона, која што баш може да се каже дека на многу начини не беше лесна, неколку пати го сменивте текот на надпреварите, им помогнавте на вашите соиграчи, што е всушност секако и дел од самата работа, со оглед на тоа дека сте во Металург 3,5 години веќе. Кажете ми, ја имате целосната слика за клубот, кои се оние предности кои што ги има Металург и кои се слабостите во овој момент? Па видете, предностите во овој момент се тоа што имаме еден одличен спој на искусни играчи и многу талентирани млади играчи. Преност голема е исто така фамилиарната атмосфера што има во самиот клуб. Кога мислам на тоа, мислам од самиот раководна структура, преку стручниот штаб, нас поискусните играчи и најмладите играчи. Тоа се осеќа на секој тренинг. Недостатоци можда мал недостаток е што во овој момент сме комплетно нова екипа. Так. Неколку играчи ни заминават претходната сезона, неколку нови дојдоа, нови млади деца дојдоа и ќе ни треба малку време само да се компонираме и да резултатите почнат да доаѓаат на свое место. Така, но она што го споменавте дека сте сплотени играчки во раководниот тим е всушност она што е и најважно за успех меѓу другото. Металург периодов спомнавте и сами доби неколку засилувања, има промени во екипата, па кои ви се очекувањата за следната сезона, како се разигрувањата и која е сликата сега со новите играчи? Видете, Металург од секогаш имал високи амбиции, мислам го наметнал тој стил низ годините наназад и не гледам зашто тоа би се променило. Баш напротив, со доведувањето на искусни репрезентативци кои што имаат зад себе и олимпијади и светски европски првенства, јасно говори дека целта ни е да се вмешаме во борбата за самиот врв. Поради тоа ние се фокусиравме оваа сезона на настап во домашното првенство само, за да можеме да пробаме да бидеме рамо до рамо со Вардар и со Еврофарм Пелистер, а зашто не и да се вмешаме во борба за едно од првите 2 места.
Така, да позборуваме за она што е ваша лична кариера, тогаш мора да се вратиме во 2019 година, кога бевте херојот на надпреварот со 16 одбрани, го освоивте купот на Македонија. Практично вие ја донесовте таа титула, секако во соработка и благодарение и на другите играчи, но беше навистина еден посебен момент, не дека претходно не ве знаеа и познавачите на ракометот се свесни за вашите квалитети, но тогаш многу ви одекна името. Кажете ми какво беше чувството и секако надпревари кои што се од тој терк, а нема да ги заборавите и кога ќе ја завршите кариерата? Па прво, не би се сложил со вас дека јас го донесов, тој го донесовме сите заедно. Така рекол во соработка, но не е тоа за подценување. Од тие 16 одбрани. Па, чувството феноменално, мислам. Секој надпревар кој што е одлучувачки за нешто. Еве во тој момент беше за подигнување на пехарот во Купот на Македонија, си има посебна тежина и нормално кога ќе одработите работата како што треба, па плюс и резултатот ако е поволен, чувството е неописливо, мислам, среќа неизмерна. И имало и досега и до тогаш и после тоа нормално такви надпревари. Можам да го издвојам минатогодишниот надпревар против екипата на Кринс Луцерн, кој што ни беше одлучувачки за влез во групната фаза во Лигата на Европа. Одработивме исто така една сериозна работа, добар надпревар пред се во реваншот во Цирих, и тоа се такви моменти кои што можат да инспирираат само поголема мотивација и чувство на неизмерна радост. Така, да позборуваме за она што сте во Струга, тоа е ракометниот турнир Струга 2021. Кои се вашите амбиции и целите ли на титулата победник? Па, пред се ние сме дадени тука во овој предсезонски период да се подготвиме што е можно подобро, како што кажав, имаме нова екипа, работиме на воигрување на нашиот состав. Нормално дека не дадовме со бело знаме сигурно тука, имаме сериозни противници во групата како што се денеска Тиквеш, а особено утре екипата на актуелниот бранител Еврофарм Пелистер. Дојдовме да покажеме што знаеме и ако ни се отвори можност да, како што рековте, да го освоиме турнирот, зашто да не. Така, сосема за крај, кажете ми, настрана од Металург, имате ли некој клуб кој што ви е сон да играте за него? Па, сега малку во овие години тешко со сановите, можда сум имал некогаш, ама сосема сум задоволен со тоа каде што сум. Така. Јас многу ви благодарам за гостувањето. Верувам дека ќе ги остварите сите цели на самиот турнир и секако на предстојната сезона со сите засилувања, дека убаво ќе функционирате и ќе постигнете се што планирате, затоа што Металург е еден навистина сериозен клуб кој што има многу верни навивачи. Тоа создава до некаде и притисок, затоа што од вас секогаш има големи очекувања. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на убавите желби и зборови. Јас можам да кажам само дека ќе направиме се што е во наша мој достојно да го репрезентираме дресот на Металург. Притисокот во спортот си е нормална работа и ние успешно се носиме со тоа. Вам да ви посакам долги години успешна работа на вашата емисија и на вашата радиостаница. Благодариме, ние постоиме 11 години, па посакајте ни уште многу, така. Уште многу ви посакувам, минимум уште 5 пати потолку. Благодарам. А на слушателите им посакувам убав турнир. Не знам како ќе биде годинава дозволено со публика. 30% ќе има можност. Тие што би биле во можност да уживаат на надпреварите, бидејќи овој турнир е посебен, има своја драж и ќе биде незаборавно. Така, и сите оние кои што нема да имаат можност да бидат таму поради состојбата со пандемијата, ќе го следат сето тоа на лайв стрим, затоа што се условите такви какви што се, но дефинитивно ќе видиме квалитетен ракомет благодарение на
вас и сите други ракометни имиња кои што дојдаа во Струга, затоа што често е обострана и ние секогаш се трудиме да бидеме горди домаќини. Даниел Дупјачанец беше дел од емисијата Play Cafe на Play Radio денес, чуварот на мрежата и капитен на ракометниот клуб Металург. Потсетуваме уште еднаш дека денеска започнува 49-тиот меѓународен ракометен турнир Струга 2021. Останете заедно со нас.